Ново издание на нашата напладна, нова тема и секако актуелни гости. Добар ден и добре ни дојдовте. На последната седница на Советот се изгласа одлука за поскапување на услугите на јавните предпријатија и тоа е една од најактуелните теми деновиве, која што е најкоментирана меѓу нашите граѓани. Дали овие цени се реални, на што се должат? Ќе разговараме со нашите две гостинки, Ана Крстевска, советник од ВМРО-ДПМН и Лидија Недановска, советник од СДСМ. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден. Добар ден и добро ве најдовме. Така, Ана, ќе започнеме со вас. Зошто, односно, кои услуги се покачуваат на почеток, да кажеме, а подоцна ќе продолжиме и со дебатата? На последната 9-та седница на Советот на општина Охрид се изгласаја одлуки за покачување на цени на услугите на јавните предпријатија кои стопанисуваат на подрачје на град Охрид. Во процентуален износ е во најголем дел околу 30 до 35% покачување, од кои имаме покачување кај нискоградба и водовод кои не се однесуваат на физичките лица, туку се претежно на правните лица и тие директно не ги тангентираат граѓаните, а во другите предпријатија процентот е горе-долу 30-35%, за кои ќе продискутираме понатаму поединечно, подетално. Јас се радувам што имаме можност да ги изнесеме своите аргументи, затоа што секогаш овие одлуки не се популарни и не можат, очекувано е да најдат на интерес и на реакции, меѓутоа ние сме тука да ја покажеме неопходноста од истите одлуки. Да, токму и за тоа ја правиме оваа емисија, да разјасниме зошто се и да ги соочиме аргументите. Лидија, вие не ја поддржавте, како советничка група, не ја поддржавте ваквата одлука. Имавте излагање на говорница дека ова е големо поскапување и непотребно во време кога е онака инфлацијата галопирачка. Да, ние како советничка група гласавме против и како социјалдемократи, ама никако не можеме да се сложиме со ваквото покачување, од причина што прво е директен удар врз џебот на граѓаните во и така едно многу тешко време со висока инфлација, време кога платите стагнираат и граѓаните мака мачат да го поминат месецот, посебно ранливите категории на граѓани. Од друга страна, не загрижува фактот што покачувањето не е транспарентно, односно материјалите кои што ги добивме на седница, не можевме од нив да видиме колку била старата, колку е новата цена, значи ги немаше поединечно. И од тука процентуално земено од она што можевме ние претходно да направиме некоја анализа, компарација, покачувањата на услугите на одредени јавни предпријатија се зафрапантни од 30 до 50%, што е директен удар врз буџетот на охријани, како што кажавме. Така да оваа тема деновиве навистина ја разбранува јавноста, граѓаните се со право загрижени, а посебно загрижува фактот што ниту на седницата, ниту претходно, ниту па сега немаме пред нас детална анализа, пресметка врз основа на кои економски показатели, на кои статистички податоци се засновани ваквите покачувања. Ана, која е клучната аргументација за ваквата одлука? Се коментира дека се покриваат долгови на јавните предпријатија и затоа растат цените, затоа обвинија и од СДСМ. Што се крие зад поскапувањето? Околу поскапувањето апсолутно не станува збор за покривање на моментални долгови, туку јас мислам дека и ние, меѓутоа и граѓаните се свесни колку тоа да е нели реалноста, дека микро и макроекономските ситуации во светот, не само кај нас, од година во година се полоши. Пазарот е непостојан, нестабилен, цените секоја година растат. Службите, техничките служби од предпријатијата бараат секоја година да имат 10 до 15% зголемување на цените, меѓутоа јавните предпријатија до овој момент балансира и се трудеа со истите ресурси да работат. Меѓутоа, секогаш методологијата за изработка или за прецизирање на цената останува иста. Таа се базира врз основа на трошоците кои ја чинат одредена услуга. Капиталните и оперативните трошоци се во постојан нагорно покачување. Првично, минималната плата
од 15.914 денари во 2021, во 2026 веќе достигнува 26.062 денари. Значи тоа е енормно зголемување, а законска обврска на работодавецот е да ја усогласува платата согласно минималната плата. Понатаму голем дел од предпријатијата благодарение на голем број инвестиции, зголемен обем на работа, се сведуваат на тоа да со исти ресурси, исти средства, нудат иста услуга, но таа чини повеќе. Така што овој чекор е апсолутно неопходен за да добиеме стабилни, ликвидни предпријатија кои ќе можат да нудат стабилна, континуирана, квалитетна услуга на сите граѓани и тоа повторно ќе е во интерес на нашите граѓани и на сите сектори во градот. Значи тоа е нешто што е неминовност во цел јавен сектор. Лидија, што велите вие на ова? Па видете, власта, како што кажа и колешката, со многу лесноќа се одлучија да ги донесат овие антисоцијални одлуки, да ги покачат цените толку многу, меѓутоа кажа дека тоа како причина за тоа се наведуваат поскапувања на енергенси, репроматеријали и така натаму, да се исплатат плати, меѓутоа и како причина се наведе дека има и за да има инвестиции, за да има инвестиции во иднина. Меѓутоа ние како опозиција прашуваме. Веќе 5-та година оваа локална власт ја води работата на овие јавни предпријатија и како во овие 5 години досега не успеале менаџерите на овие јавни предпријатија да најдат начин друг освен онај со субвенционирањето што го добиваат од општина Охрид. Бидејќи знаеме сите дека доколку не се субвенционираат јавните предпријатија од општина Охрид, вработените не може да земат плата. На што се должи тоа? Тоа се должи на безидејноста, на нерентабилното работење, на партиски вработувања, на нерационализација на трошоците и така натаму и така натаму. Така да сметам дека нема никаква логика овие причини да се наведуваат за толку многу високо поскапување. Сметаме како опозиција дека претходно требаше да има да се отвори јавна дебата, да се повикаат експерти, стручната фела од градот, да се слушнат мислењата на граѓаните и после да се донесе одлука како понатаму јавните предпријатија ќе функционираат без да бидат пред колапс, односно ќе можат граѓаните навреме да ги добиваат, односно да бидат сервисирани од тие јавни предпријатија. Може, може. Па вака, прво, со лесноќа не се донесени одлуките, затоа што последни поскапувања се минимум 4 години наназад. Тоа не е така краток период. Во тој период економските услови на пазарот се драстично променети. Значи, тие не се донесени толку често и така наеднаш. Од друга страна, предпријатијата покажуваат, не се сложувам дека не изнашле начин како да работат подобро, затоа што покажуваат зголемен обем на наплата. Например, гробишта има од 69% во 2021, сега има 73% наплата. Билјанини извори, јавното предпријатие има зголемени приходи од 45 во 2021 на 77. Значи, покажуваат подобри резултати, покажуваат поголема доходовност или приходи. Од друга страна, општината, вие секогаш ги бойкотирате одлуките општината да дава субвенции, меѓутоа сега носиме програма за субвенционирање со кое ние ги помагаме, што значи од друга страна предпријатијата изнаоѓаа начини преку инвестиции, преку проекти да ги намалат трошоците, меѓутоа за тоа треба да се има малку визија и малку доблест, тоа да се признае. Пример, вчера бевме сведоци дека се пушти во употреба реконструирана пумпна станица во Метропол, која се предвидува дека ќе има заштеда, ќе обезбедува заштеда од 20% на електрична енергија. Значи, тоа е секако мерки на заштеда. Сите ресурси сме ги искористиле. Понатаму, пример, Билјанини извор има зголемен обем на работа, има ново фудбалско игралиште кај Црногорци, има терен за голф од 3,5 хектари
исто на истиот потек, кои дополнително бараат ресурси за одржување. Меѓутоа и сите тие ќе носат одреден приход понатаму. Меѓутоа има ефекти на среден, има ефекти на подолг рок понатаму. Има многу, сега ако земам да набројувам, ќе ни треба многу време, меѓутоа, например, во спортската сала исто така е заменето целосно осветлувањето со LED светла, што исто ќе има заштеда на енергија. Понатаму, имаме реконструирани фудбалски игралишта и билјанин извор, исто така има и собствено систем за собствено наводнување. Значи, сето тоа ќе оди во интерес на намалување на трошоците. Предпријатието Комуналец, јавното предпријатие Комуналец, ги коригира цените, ова го кажувам само како аргумент дека не е донесено така лесно и без анализа. Корекцијата на цените кај Комуналец, последна корекција направиле во 2022 година и врз основа на забелешка од Завод за ревизија, изнајмиле вештак дека цените предпријатието мора да го усогласува со методологија за утврдување на цени со управување на отпад, која е донесена од Министерство за заштита на животна средина од 2013. Изнајмиле вештак, економско вештачење извршено и врз основа на сите параметри анализата е извлечен тој процент од 30 до 35% покачување. А уште само ова да кажам дека Нискоградба Водовод ги покачува цените кон правните лица во 95%, тоа се активности кои се насочени кон општина Охрид, така да тие немаат импакт врз граѓаните директно. Не дека сакаме да ги релативизираме поскапувањата, само сакаме, мислам, да ги аргументираме. Сега, Охридската општинска администрација важи за една од најгломазните, значи има и во други градови, не велиме дека само во Охрид ја имаме. Дали се разгледуваше алтернативата да се намали бројот на вработување, на вработени во општинските предпријатија? Дали беше таа алтернатива како во игра ставена? Во општинските предпријатија може слободно да кажам дека имаме намален број на вработувања. Сега во јавното предпријатие Водовод имаме од 261 на 216, може не сум сосема точна сега во бројките, ама некои 20% помал број на вработени. Немаме зголемен број на вработени во ниедно предпријатие. Во градски гробишта имаме од 58 на 52 вработени, што не треба да ни е интенција. Предпријатијата во одредени сектори навистина имаат потреба од нови вработувања, меѓутоа товарот не доаѓа на покачувањето на цени, не доаѓа апсолутно од зголемен број на вработувања. Дали вие и ова го спомнавте во излагањето дека би можело да се направи некоја корекција во однос на тие нови вработувања што се планирани? Така. Ние сметам дека прашањата и препукувањата за превработеност на општинската администрација не се веќе само партиско или политичко прашање, туку се веќе прашање на економска логика. Значи, ако едно предпријатие е пред колапс и ако добива субвенција од општината за да исплати плати, да ги покрие другите трошоци, ако како причина се наведуваат сите тие работи за да се покријат трошоците и платите, и причина за тоа е ова покачување на услуги толку многу, тогаш се поставува прашањето зошто не се направи една сериозна реорганизација на целата општинска администрација и рационализација на трошоците. Видете, значи, ние го спомна колешката јавното предпријатие Комуналец. Извештајот од Државниот завод за ревизија, кој што беше објавен во 8 месец 2025 година, покажа едни сериозни и загрижувачки неправилности во работењето на јавното предпријатие, за кое што допрва треба обвинителството да постапува, да одлучува дали некој ќе сноси одговорност. Значи, проблемите, факт е дека се акумулирале во јавните предпријатија со децении наназад. Меѓутоа, кога ќе дојдете на власт, советување пред граѓаните дека во време од СДСМ ова јавно предпријатие се задолжило толку и толку, а вие сте веќе 5-та година на власт, тогаш не може ама никако да ви биде аргумент лошото менаџирање пред 5 години на тогашната владеачка гарнитура. Значи, 5 години не е мал период кога
сте имале време доволно да направите детални анализи, ете како што кажавте, ангажирале вештак, нека се стручни лица, па сметам дека и во тие јавни предпријатија има доволно паметни, образовани луѓе и во општина, во администрацијата, значи луѓе кои што експерти на вистина ќе застанат и еднаш за секогаш ќе направат една темелна анализа, за да не се доведуваат граѓаните во состојба буквално од свој џеб да ги плаќаат трошоците и загубите на јавните предпријатија предизвикани од непрофесионалното работење, од незнаењето, или бидејќи видите секој можеби сака да е директор, да е на власт, да е менаџер, меѓутоа едно е да сакаш, друго е да можеш и да знаеш како. Како вие ќе постапевте доколку бевте на власт сега со регулација на цените на инфлацијата, поскапувањето на горивата и цените на услугите? Видете, ние во периодот од 2020 до 2023 година, кога на централно ниво ја имавме власта, како власт и покрај толку зголемената цена на електричната енергија со почетокот на војната во Украина, власта на Социјалдемократскиот сојуз во тие 3 години донесе пакет од 9 антикризни мерки во вредност од 2,6 милиарди евра, кои што беа директно насочени кон граѓаните и тоа кон сите граѓани. Не беа изземени ниту една категорија на луѓе, значи беа вклучени и пензионери, и приватниот сектор, и средношколци, студенти, млади, да не зборувам за социјално ранливите категории. Значи, вие кога ќе се соочите со покачување на сметките на струјата и другите трошоци, значи мора да изнајдете како локална власт начин, посебно сега ја имате и централната власт, дали некој, и тука се поставя прашањето, дали некој од локалната власт пред да се одлучи да ги донесе овие одлуки за покачување, се консултира со централната власт, дали можеби не беше подобро да побарате помош од централната власт, како што тоа го направи во 2018 година владата на СДСМ, ја разложи во голем дел општината. Значи, мора да се изнаоѓаат решенија како да им се помогне на граѓаните, посебно во еден ваков тежок период. Најлесно е само да ги покачиме услугите, цените, а при тоа не ги покачуваме платите, и друго, покачувањето на нафтата, на струјата не е толку сразмерно колку што се покачи овие услуги. Може? Ана, може? Па, сега за владењето во времето од СДСМ подобро да не зборуваме и во каква состојба беа јавните предпријатија. Навистина би ви советувала да не разговараме, затоа што не е баш многу позитивна ситуацијата. Апсолутно во ниеден момент, нити јас, нити претходно на Совет не се повикавме на владење пред 5 години, иако има многу што да се зборува. Значи, наследените долгови беа јавното предпријатие Билјанин извори само некои 3 милиони долгови по даночна основа врати. Општината 35 милиони денари превзеде обврски во јавното предпријатие. Да не одам во подробности, значи јас таму не се вратив, нити некој во Советот, не чепкајте таа тема, ја оставаме настрана. Овие одлуки воопшто лесно не се донесени, затоа што ви велам дека измеѓу 3-4 години немало промена на цени, значи не се пристапило веднаш кон промена на цени, а дека се нефункционални или во загуба предпријатијата, апсолутно не е точно. Предпријатијата достигнуваат многу добро состојба на ликвидност. Вие знаете дека и општината се раздолжи во овој изминат период од неколку години. Има предпријатија кои се зголемени приходи, предходно спомнав, еве и кај Билјанин извор имаме зголемени приходи од 45 милиони денари на 77 милиони денари, значи приходите се зголемуваат. Се работи во позитива, се работи на една стабилност, меѓутоа не е овие покачувања на цени не се само од горивата поединечно, значи сите целокупни, ние сите сме свесни, граѓаните сме свесни колку се зголемени цените на репроматеријали, на бавните материјали, механизацијата. А овие предпријатија и овие директори на јавните предпријатија работат на осовременување на механизација во гробиштата сега, затоа ви реков многу има. Гробиштата
некои 50 милиони денари. Значи тоа е импут кој ќе донесе добробит за сите граѓани, можеби не веднаш, меѓутоа по некој време. И ако ние немаме сега поддршка од централната власт, вие добро знаете, иако во ниеден момент не ги поддржавте, повиците од владата со кои капитални проекти за еден подобар живот на сите граѓани поминаа и веќе му ја гледаме реализацијата, така да дека немаме помош од централното ниво е апсолутно, мислам, безпредметно да разговараме, а и дека предпријатијата работат во закуп. Не се повикавме на тој момент во ниеден случај. Само момент кратко. Дали се консултиравте со некој од централната власт во однос на покачувањето на цените, бидејќи ова навистина е разбрано во охридската јавност и не само охридската, допре и до другите градови низ цела држава, бидејќи имаме луѓе кои што имаат тука и станови и куќи. Значи, ова покачување не е од 5%, 2, 3 или 7. Значи, станува збор за навистина големо покачување. И мене ми е многу жал што граѓаните се доведени во една ваква ситуација, да мора од свој џеб сега тие, наместо да се изборат и со така скапите цени, сега дополнително да им се оптеретат буџетите, семејните буџети. Зошто? Бидејќи некој одлучил. Кој е тој што одлучи? Кои се тие стручњаци? Пак прашувам, која е таа експертска фела врз основа на што? Значи, дајте една темелна анализа да видиме колку од покачувањата ќе оди за покачена електрична енергија, за покачена цена на нафта, за исплата на покачени плати. Колку се покачени платите? Ќе сакате да одговорите? Да. Дали се консултиравте со централната? На тоа немам одговор. Тој одговор јас не би можела да ви го дадам, можам да прашам па дополнително да го одговорам. Меѓутоа, мислам да сме, јас не знам како сте фрапирани. Претходно спомнав дека техничките служби врз основа на анализи, секако во сите по тие предпријатија постојат служби кои вршат анализи тековно, бараат, го спомнав тој факт, 10 до 15% покачување секоја година. Затоа што има реално потреба. Производите за секојдневна употреба, гледајте како се качуваат. И тие се формираат врз основа на истата методологија. Влезни трошоци влијаат на крајната цена. Воопшто не е лесно. Нити јас не сакам да плаќам повисоки сметки. Значи, сакате да кажете дека не постојат други алтернативи. Искористени се сите, значи, зголемен обем на работа, зголемени приходи, незголемен број на вработувања, капитални инвестиции кои ќе дадат ефект на подолг рок, ќе бидат за сите граѓани, во моментот беше едноставно неопходност. Дали парите собрани, и тоа го прашуваат дел од граѓаните, ќе одат за нови вработувања или за капитални инвестиции? Не, апсолутно не. Апсолутно значи не се планирани нови вработувања? Не, апсолутно не се за нови вработувања. Капитални инвестиции има, течат и ќе има. Како што спомнав, има со многу високи суми што докажува дека сите активности кои ги превземаме во интерес на граѓаните. Како ќе се одрази ова врз туризмот, затоа што имаме многу викенд станови и Лидија спомена? Очекувате некој лош импут од ова? Затоа ќе спомнам уште еднаш, има работи кои се гледаат во моментот, на среден, на подолг рок. Охрид живее од туризмот. Јавните предпријатија се темелот, базата, изгледот на нашиот град. Кога ќе имаме стабилни, ликвидни, функционални предпријатија, ние ќе имаме подобра хигиена, ќе имаме инфраструктура подобра, спортските терени ќе ни бидат средени, ќе развиваме туризам и сето тоа ќе е во интерес на туризмот, нема да биде на штета во никој случај. Јас сметам дека апсолутно ќе има штета, иако, како што кажа колешката, јавните предпријатија се темелот и изгледот на градот, тогаш жал ми е, меѓутоа морам да кажам дека Охрид веќе не личи на туристички центар, барем не на онај центар што беше пред неколку години, бидејќи, свртете се, каде сакате, од каде сакате поминете, во било која населба, значи, и вие како медиум долги години ја пратите работата и на советите и во градот, состојбите, значи, кажете една улица во една населба што не е раскопана 1, 2, 3 години, што е завршена на време.
Па еве, ќе ги спомниме, кажавте дека предпријатијата работеле добро, биле ликвидни, квалитетот на услугите бил добар. Не е точно. Значи, ние секој втор ден се соочуваме со немање на вода. Посебно жените се најзагрозени. Значи, пред некој ден имаше известување по сите медиуми, па 19 улици во градот имаа прекин со водоснабдување. Тоа не е и не е. Ајде да знаеме дека е некој голем дефект или дека сега се работи на нешто, дека ќе е само денес. Пештан и туристичко место, секој втор ден луѓето се без вода, сметот не се подига редовно, улиците не се чисти, плажите, значи луѓето реагираат. Ние ова не го зборуваме на памет. И вие сте биле во опозиција, сега сме ние. Значи луѓето доаѓаат, ни приоѓаат, ни праќаат слики. Срамно е. Значи и колегите од владеачкото мнозинство поминуваат по истите улици по кои што поминуваме сите ние, па и вие медиумските работници. Значи сите ги гледаме, преполните контејнери, нечисти тротоари, нечисти улици, сообраќајниот хаос, инфраструктурата, урбаната мафија дивее на секој чекор згради. Значи, навистина Охрид оваа година мене ми е многу жал, меѓутоа сум сигурна дека ќе имаме лоша туристичка сезона и дека туристите кои што ќе дојдат нема да бидат воопшто задоволни од она што ќе го видат, а доаѓаат во Охрид како навистина во еден најголем туристички бисер на Балканот. И ова е срамно што му се случува токму на Охрид, град под УНЕСКО, да живее едни вакви лоши денови. Ана, како одговарате на оваквите обвинувања? Па мене ми е многу жал. Значи, не знам со какви очи вие го гледате Охрид и ако имаме ваква реторика и ваков пристап, тотално мислам, не знам како ќе развиваме туризам. Ако ние охриѓани го гледаме Охрид така и благодарна сум што ги спомнавте улиците, затоа што се работи. Значи се работи точно на секој чекор и во моментов може би е раскопано, меѓутоа тоа ќе се финишира, тоа ќе се заврши, тоа се отпочнати проекти кои ќе бидат завршени и ќе ни бидат украс на градот, Крушевска република, катната гаража проекти. Не знам, еве вие, ако не сте задоволни од ова работење, кажете ми еден проект кој вашата владеачка партија го направила, што останал, ќе останат по нас делата, нема да останат моите и вашите разговори, затоа што се работи на многу крупни проекти кои бараат време, кои бараат раскопани улици, кои бараат санација, меѓутоа тие ќе бидат завршени. И Охрид не е, јас стварно не знам, апсолутно дека граѓаните и нас кога има нешто ни се обраќаат и затоа сме ние тука. Не, граѓаните вас Да, верувајте. Не. Вие за меѓутоа ние сме сите тука. Не. Така ако работиме во интерес, вие колешке сте експерти за добар пиар. Значи сега како што кажавте, улиците се раскопани бидејќи се работи. Да. Па дојдете на улица Прилепска, дојдете на улица Петрино, дојдете, се реконструира. Дали знаете колку метри е улица Прилепска? И дали е нормално на таква мала улица да се реконструира 2 години? Колку што е да се реконструира? Вие знаете добро. Не е така, значи, знаеме. Дека не се така банално и не само дека треба да се постави. Знаеме затоа што во време кога Константин Георгиевски беше градоначалник, најбитните улици во градот се реконструира, но ниту една најголемата улица, најдолгата да речам, и која што 50 години не беше реконструирана, комплетно се со атмосферска, со водоводна нова канализација и асфалт траеше најдолго 1 година. И тогаш вие како опозиција фрлавте дрва и камења по тогашната власт. Еднаш ве молам. Улица Аба Семин. Добро. Се реконструираше 1 година, комплетно со све. А 50 години не беше реконструирана. И тогаш вие немавте трпение и фрлавте дрва и камења по нас, дека цела година луѓето газеле кал. Ваму газа 2 години кал и навистина ми е жал што вие со такви розеви очила го гледате градот. Дај бидете реални, барем вие во вашите редови. И јас сум навистина горда на мојата партија што кај нас има нешто што се вика демократија и тоа е нашето најголемо богатство. Да бидете реални и како жени, како советнички, застанете и кажете им на вашите директори: ова и ова не го работите така како што треба. Дајте да помогнеме, дајте сите да застанеме, па дајте израдувајте ги охриѓани. По втор пат ви ја дадоа власта. Оправдано.
Па не, сега не е изнудено. еве колку е оправдано. Па не знам ни дали не беше изнудено. Па избројте колку советници имаме. Па да, добро, бројката на советници не зборува и за квалитетот на услугите. Точно тоа се гласови и сите тие гласови сега ќе бидат со 30% оштетени во нивните џебови. Односно, вие сите тие гласови што ви ги дадоа, сите вие што ве гласаа и што ги одобривте овие антисоцијални услуги, им го испразнавте фрижидерот на граѓаните за 30%. Вие не одобрувате капитални инвестиции. Сакам да кажам уште само еден момент, дека општината секогаш континуирано исто така води сметка и за социјалната категорија на граѓани, така да постојат програми за субвенција за лица од семејства од социјален ризик, кои учествуваат во делот на плаќањето на услугите од јавните предпријатија. А зошто во одлуките не беа спомнати дека тие и тие лица ќе бидат ослободени од плаќање, од покачување? Видите, покачувањето ви беше толку нетранспарентно, значи ви пак ќе ви кажам, вие сте експерти за зацкривање, за нетранспарентно работење, меѓутоа со одличен пиар, со розови очила, излегоа директорите како да елаборира годишна програма на јавните предпријатија, се со цел да се оправда покачувањето. Добро, имаме уште една тема, ограничени сме, можеме да зборуваме до утре, нели, за покачувањето, мислам дека ги кажавме аргументите за и против. Би сакала накратно разговора да ја спомнеме темата и за Буково, една горлива тема, кратко, и вие реагиравте, депонијата не е од сега, само од оваа власт, да кажеме, децении наназад го труе градот Охрид. Како ќе менаџирате летово со Буково? Депонијата Буково е нестандардна депонија која е проблем, 5-деценијски проблем. Нејзиното решавање бара координација и активности од многу сегменти и од многу институции. Не е само општина Охрид, таа е регионална депонија и тука пред средувањето на тој проблем, конечно и финално, следат многу предходат всушност многу чекори. Во овој момент општина Охрид има обезбедено 3 милиони и 600.000 денари од буџетот и уште 50.000 евра од UNDP за изработка на урбанистички основен проект за затварање на депонијата, за нејзина ревитализација. Значи тој проект треба да обезбеди информации како да се справуваме со подземните води и гасови, како треба да се затвори депонијата, како да се ревитализира и колку средства тоа ќе чини. Значи тоа е нешто што општина Охрид во моментот го прави, обезбедени се, мислам, тоа е стварно, навистина е многу комплексна тема и на сите ни е горлива тема, затоа што директно е засегнато и здравјето на граѓаните. Меѓутоа, навистина е долготраен и комплексен процес, а сите институции во моментот работат. Значи, веќе имаме регионалната е на дел од одлуката за субвенции, која донесовме исто на последниот совет, е 11 милиони и 500.000 денари на јавното предпријатие Комуналец за средување со дивите депонии и депонија Буково. Во меѓувреме, општина Охрид може само како што и досега тоа го прави, тековно и континуирано да носи, да затрупува земја. Најважно од се исто така е воведување она што го направи веќе, што почнува да го прави јавното предпријатие Комуналец, примерна селекција на отпад, зашто целиот отпад не треба да завршува таму. Ние започнавме процес на примерна селекција со цел да се намали количеството на отпад кој ќе треба понатаму да се третира. Се носи рекордни, минатата година беа однесени рекордни 8.000 метри кубни земја за покривање и во моментот тоа е од технички аспект што може да се прави, а процедурите се нешто друго. Да, тече проектот и за изградбата на регионалната во Новаци. Лидија, вие што мислите како власта ја менаџира состојбата со Буково? Па исто како што ги менаџира јавните предпријатија и целата општина всушност. Не очекувам дека за брзо време ќе се справи со овој проблем. Исто пак ќе повторам, 5 години веќе, значи 5-тата година практицираат на локална власт. До сега, значи, проблемот со депонијата Буково, да, точно е деценијски, меѓутоа, ако пак ќе се вратиме назад како опозиција, држевте пресови пред депонијата,
Значи, прв и најгорлив проблем требаше да е депонијата Буково. Зошто? Зошто најдиректно е загрозено здравјето на Охриѓани. И сега ние, после 4, веќе во 5-тата година на власт од ДПМН, ние повторно разговараме овде дека допрва ќе се прави некаков проект. Па сега замислете вие колку време им треба на институциите да го завршат тој проект, па да се одобри една инстанца, друга инстанца и ќе се вртат пак во круг, институционално не функционираме, значи не се поврзани институциите. Ако беа, досега ќе видевме нешто ќе имаше на дело, а не само кога ќе се постираат од страна на граѓаните, кога се револтирани, значи гледаат, депонијата гори секојдневно, кога повеќе, кога помалку. И сега ноќе најмногу гори, и сега кога ќе поминат луѓето, ќе постираат некоја слика, тогаш јавното предпријатие Комуналец и пак со одличен пиар, значи со слики се затрупува земја, еве ние се грижиме. 5 години веќе поминале. Кога? Сигурна сум дека ќе поминат уште овие 3,5, кои за жал Охриѓани сами си ги изгласа и сега ќе си трпат уште 3,5 години, односно ќе си трпиме сите ние, бидејќи тој воздух го дишам и јас, и вие колешки. И сите ние, и нашите деца, и така натаму. И навистина ми е многу жал што Охрид како туристички град, како туристички центар, граѓаните место да дојдат овде како во минатото на рехабилитација, доаѓаат овде и затвараат прозори. Зошто? Затоа што мириса на чад, на канцероген отпад, кој, ама на вистина нема никакво оправдување. Значи, колку да сакаме да кажеме дека некој проблем или тема е комплексен, ова е на вистина неодговорност. Ова е неодговорност. Видете, граѓаните паднаа на лажен патриотизам. Меѓутоа, за мене патриотизмот не е само да кажеш дека да, јас ја сакам државата. Патриотизмот значи одговорност, патриотизмот значи да се грижиш за граѓаните, значи чисти улици, значи помалку злоупотребување на службени возила за приватни цели, значи намалување на рентабилни трошоци. Значи има милион работи кои што можеа да се направат за Буково досега, децении наназад. Меѓутоа, ајде да се надеваме дека допрва можеби ќе се убрза тој проект и дека на крајот ќе ни светне и нас дека веќе во Буково ќе нема депонија и ќе се дислоцира. Јас тоа од се срце го посакувам, меѓутоа не сум голем оптимист. Па верувајте, јас во никој случај не би сакала како човек, значи зборувам јас како човек, како индивидуа, никогаш не сакам да релативизирам проблеми. Апсолутно проблемот со Буково, да, здравието на сите, јавната хигиена и сето тоа, меѓутоа. Тука нема партија, таа тема не е. Јас апсолутно тука би ја прескокнала темата за партии, затоа што ако било така досега ќе го решеле. Не сега последните 50 години викаме. Значи 50 години не е решен тој проблем, не последните 5. А дека се придвижуваат работите и секоја општина Охрид сама тој проблем не може да го реши. Нема ни право, нема ни ингеренции, нема ни... Преголема е таа депонија направена. Да, таа е регионална депонија. Она што сега е... Но да не дозволиме да стане уште поголема. Да, имаше застој, затоа што од општина Новаци бара да се изгради обиколница, не сакаа луѓето со право. Значи тука се изгуби доста време, меѓутоа со право луѓето не сакаа тука да му се лоцира сега депонијата, туку бара обиколница, средства за обиколницата не се доволно едуцирани граѓаните, затоа прават и пречки во самиот процес. И да, точно, мора да се работи на тој дел. Средства за обиколницата во Новаци се обезбедени. Значи се придвижува Министерството за заштита на животна средина и просторно планирање има објавено тендер за регионална депонија. Значи и тој процес е во тек, тече. Исто така треба да се изградат пумпи за пречистување, станици претоварни станици кои не се во наша надлежност, што значи повторно дека ние сами тоа не можеме да го изменаџираме. Формиране во меѓувреме од југозападниот и пелагонискиот регион меѓуопштински одбор, за кој стручњаците велат дека ќе биде основа за да се помести, значи од мртва точка, да имаме поголема координација помеѓу институциите, да немаме адхок решенија ете вакви сега, туку да имаме систематски структуриран пристап кон проблемот.
тој меѓуопштински одбор, меѓу една од главните задачи ќе му биде да направи нов регионален план за справување со отпад. Тоа е од 2026 до 2023 година. Така што многу клучни работи се поместуваат, се работи, сите сме со надеж дека што поскоро институциите ќе изнајдат решение. Апсолутно сите сме на иста точка кога станува На крај за сме заборавени на проблеми. емисијата, уште едно прашање. Буково е поврзано со УНЕСКО. Што мислите каков извештај ќе адресира УНЕСКО? Па сега пак ќе речам, погледнете го градот. Значи, дивоградби, урбаната мафија дивее, не се грижиме за градот, значи не си го сакаме градот, односно локалната власт не си го сака градот, ако го сакаше досега ќе направеше нешто за градот, ќе се справеше и со дивоградбите, ќе изнајдеше начин како ние нашиот статус да си го задржиме, односно да не се најдеме на таа загрозена листа, бидејќи она што нас Бог ни го дал тука во Охрид, ние имаме голема обврска и одговорност сето тоа да го сочуваме. Меѓутоа, видете, локалната власт треба да направи еден ред. Според тие препораки на УНЕСКО, нашиот поранешен градоначелник ги урна плажите, беше една непопуларна мерка, страшно непопуларна, и тоа го чинеше уште еден мандат, односно беше една од најголемите причини заради која што ја изгубивме власта во 2021 година. Меѓутоа, еднаш за секогаш мора да се загризе, дури и да се донесат такви, можеби непопуларни мерки, ете се турнаа плажите, меѓутоа следната гарнитура на локално ниво ништо друго не направи. Не ги среди. Дали имаат подпишано концесии плажите? Имаме или немаме информација? Дали плаќаат на општината? Значи, владе еден хаос, владе едно безредие, за кое што на одредена група граѓани блиски до власта, тоа им е лесен пристап до повеќе пари, и затоа сметам дека на вистина тука треба веќе да се загризе една за секогаш и да се направи еден рез. Или ќе одиме напред и ќе си го зачуваме градот, или ќе дозволиме да се гушиме во сопствениот смет и во дивоградбите. Ана, кратка реплика и завршуваме. Кратка, да, јас нема да должам околу ова прашање, затоа што мене ми е малку невкусно луѓе кои не поддржуваат капитални проекти кои влегуваат во градот, не ги поддржуваат, да зборуваат дека ние не си го сакаме собствениот град. Мислам, за кој капитален проект не го поддржуваме? Не ги поддржувате. Еве кој? Нити едни. Кој? Нити еден. Кој? Ама кој капитален проект? Капитален проект е катната гаража која што сега започнавте и ќе се гради во наредните 3 години на тендер. Ве молам. Значи, не ги гласавте. Ама нема друг капитален проект. Не е точно. Тоа е катната гаража, ја почнавте сега. Граѓаните точно знаат и сега во точно. извинете, дозволете внимателно ве сослушав. Нема да образлагам зашто граѓаните знаат. УНЕСКО ќе си го каже своето, затоа што во врска со депонијата ние не сме единствените фактори. А во тоа дали ние го сакаме градот, кој ги поддржува, кој носи проекти, кој гради, кој го сака градот, и тоа ќе одлучат граѓаните. Ете, јас тука нема повеќе. Граѓаните одлучија и сега уште 3,5 години ќе си ги трпат последиците, за жал. Добро, ви благодарам многу. Повторно ќе се соочиме и за нови теми. Тука ќе ви посакам успешна работа како советнички. Благодарам. Да го заштитиме нашиот град, да биде се поубав и секако да работиме во интерес на граѓаните, нели? Да работите. Ви благодарам за поканата. Благодарам за можноста, да. Така, ви благодарам и вам, драги гледачи, што бевте и денеска со нашата наплодне. Повторно се дружиме следната среда. Довидување.